Почитуван колега Стевананџија, и додека ние овде расправаме еве 12 дена, и тоа противзаконски, спротивно на член 8а од изборниот законник за разрешување на јавниот обвинител, реформите на оваа реформска влада си течат. Ветија реформа во политиката на задолжувањето во Република Македонија. И ова ветување, како што гледаме, го остваруваат. Долгот на државата секојдневно расте, оваа влада секојдневно граѓаните на Република Македонија ги задолжува за 1.764.705 евра. Планот им е до крајот на годината долгот на државата да го зголемат до 450 милиони евра. Ветија воведување на ефтина тарифа на струјата во текот на денот и сега наместо тоа предлагаат измена на Законот за енергетика, кој што многу пати од владата на ВМРО-ДПМН не беше одложуван за да се спречи поскапување на струјата. Со нивниот Закон за енергетика се предвидува либерализација на цената на струјата на пазарот, што значи струјата до крајниот потрошувач ќе се обезбедува на слободен пазар. Познавачите на оваа проблематика, согледувајќи ги сегашните параметри, кажуваат дека добро и се обраќам. Вам ви се обраќам, ако вам ви се обраќам, тогаш сослушајте ме. Тогаш сослушајте ме. Исклучени сте, сослушајте. Па сослушајте. Времето стои, нема да губи од времето. Оживај, нема да губиш од времето. Коректно, кога ве прозивам со име и презиме, да се одазивате. Без оглед вие што мислите, дали ви се обраќа председателот или ви се обраќа пратеникот. Ако веќе сте добиле збор од мене и ако сте прифатите да добијате збор од мене, тогаш треба да ме слушате што ви зборам. Зашто? Продолжите да не бидете во тема, ќе видите зашто. Извинете, меѓутоа јас се внимателно го слушав колегата и се држам стрикно на говорот и мојата реплика се однесува точно на говорот на колегата. Еве имам запишано точно што кажал и така ми е планирано да ми тече репликата кон него. Значи, вие требало најпрво да го прекините колегата во текот на неговата дискусија, а не мене во репликата кон неговиот говор. Мислам дека не сте во право. И ве молам да ми го стопирате времето, затоа што сакам да си ја кажам мојата реплика кон говорот на колегата. Не е фер. Значи, почитуван колега, познавачите на оваа проблематика, согледувајќи ги сегашните параметри, кажуваат дека ова ќе доведе до поскапување на струјата и дека овој закон најмногу ќе оди во прилог на Кочо Анџушев, вице-премиерот и човекот кој е еден од најголемите трговци на струја во Република Македонија. Ветија и укинување на радиодифузната такса, која изнесува 180 денари, ама затоа пак ќе нема покачување на пензиите, на платите, на социјалната помош. Ќе нема покачување и на платите за докторите, затоа што до крајот на оваа година не биле во можност да изготват закон каде што ќе биде вметнато покачувањето на докторите за 100.000 денари плата. Ова е нефер, граѓаните нека гледаат, нека слушаат, меѓутоа мислам дека некоректно од ваша страна да ме прекинувате кога мојата реплика беше строго насочена кон говорот на